Бойкотирање на референдумот е демократско право на секој граѓанин, според Венецијанската комисија. Според нив, немањето цензус на референдум е еднакво на гласање против на истиот. Додека во македонската јавност се пласира дека процесот околу уставните измени ќе продолжи во собранието ако има бойкот на претстојниот референдум, во кодексот на комисијата при Советот на Европа од 2007 година стои поинаку. Членот 51 конкретно објаснува што значи терминот неуспешен референдум и како се толкуваат неговите резултати. Цензус за излазност значи дека во најдобар интерес на оние кои се против предлогот и да абстинираат, бойкотираат, наместо да гласаат против. Например, ако 48% од гласачкото тело е за предлогот, 5% е против него, а остатокот од 47% од електоратот планира воопшто да не гласа, тогаш 5% на противниците на предлогот треба само на денот на референдумот да не се појават на гласачкото место за да го наметнат своето гледиште над оние кои се за. Пред 14 години во кампањата на СДСМ некои прашања не заслужуваат одговор, се повикуваше на масовен бойкот на референдумот за територијална поделба. Никој не може да ја ускрати волјата на граѓаните да не излезат на референдумот доколку тие сметаат дека референдумското прашање не заслужува внимание и одговор. Сега бойкотот не е опција. Во Македонија и надвор од Македонија постојат структури кои што не сакаат оваа држава да стане пристојно место за живење, кои што не сакаат Македонија финално да се стабилизира и кои што не сакаат Македонија да успее во своите стратешки приоритети, членка на НАТО и членка во Европската Унија. Битката за бойкотот или излезност засега најмногу се води на социјалните мрежи. Стотици пораки со критики кон македонската влада и повици за бойкот на престојниот референдум биле избришани од социјалната мрежа Facebook, обвинуваат активисти на движењето Бойкотирам. Нивните сомнежи упатуваат на веќе добро познатиот метод на координирана акција, кој по налог на луѓе ја пријавуваат содржината на постовите со кои се повикува на бойкот како говор на омраза, пошто Facebook ги брише постовите. Во некои земји Facebook има вработено стотици луѓе кои што ги проверуваат спорните пријавени постови. Доколку пријавата репорт е неточна, Facebook го враќа постот, но за Македонија нема прецизна информација за процедурата со пријавените постови.